Често пати велам дека Канал 5 телевизија и утринската емисија Здрава Македонија ги поддржува младите таленти кај нас. А еден млад талент, односно млада талентирана девојка која што свири на виолончело и веќе постигнува големи успеси и резултати е Ева Малиновска и заедно незината професорка по виолончево Маре Видевска. Добро утро и за двете. Добро утро. Добро утро. Поводот е да ги на еден начин и ние поттикнаме младите да се занимаваат пред се со музиката, понатаму може и со спортот без разлика во што ќе се пронедат, но исто така и да ги промовираме младите таленти како тебе, Ева, да и покажеме на нашите гледачи, нашата публика дека имаме млади талентирани девојки со кои треба да се работи и кои постигнуваат многу успеси. На 28 мај се случи твојот прв солистички концерт на само 16 години. Ти си прва година во музичкото училиште Илија Николовски Луј. Професорката е тука до тебе, ментор и животен и професор по музика, бидејќи долго време заедно работите. Ева, како помина концертот? Прво од тука да почнеме, но се одржа, кажавме, крајот на мај во Музеот на македонската борба. Концертот беше прекрасен. Јас успеав да го представам она што сум го целиот труд што сум го вложила цела година. Целото вежбање и навистина да се отсвири целиот концерт со Сансе голем предизвик, поготово на моја возраст. Да, затоа велам на само 16 години веќе. Нема ни 16, се уште сега наскоро ќе полни 16. 15 и пол, немаш цели 16. Да. Професорке, ретки ли се ваквите случаеви млади талентирани деца да сами да одржат еден таков солистички концерт, има и тежина тоа? Да, искрено да. Ева од мала беше многу зрела, да речам, за незини години, многу послушна, така да уште од самиот почеток се виде дека ќе биде баш светска челистка. Како теча подготовките за еден ваков концерт? Дали понапорно вежбавте? Тешко е ли да се свири на виолончело? Ќе зборуваме и за виолончелото, зашто си го одбрала тој инструмент, но ме интересира за тежината на еден ваков концерт. Дали пробите беа почести? Поимавме често проби, тоа се тековни во целата година, секојдневна работа, труд, вежбање, да, и бара многу посветеност и љубов кон инструментот. Како одлучивте со која музика ќе се представиш, како ги избравте делата? Со Ива малце специфично да одбереме дела, секогаш е малце точно знае што сака и што и се допаѓа, така да минатата година го свиревме првиот став Санс и така се договоривме оваа година да ги поминеме и вториот и третиот став и мислам дека не сгрешивме, имавме и прилика целиот концерт да си го отсвири на еден убав концерт и се помина во најдобар ред, да. И презадоволни, секако, и публиката, и Ева, предпоставам. Ева, како го одбра тој инструмент, виолончело? Зошто тој инструмент? Дали во семејството можеби некој свири виолончело? Јас сум единствен музичар во семејството. Браво. Професорката дојде на часот по солфеж и ни го представи инструментот виолончело и веднаш се зајуби во инструментот. И од таму почна се? Таму почна се, да. Така. Има ли многу кои што се заинтересирани професорки, студенти, ученици? Јас се вработив, беше една само професорка по виолончело, правевме доста презентации, некако ептен се испопуларизира инструментот во последно време, така да за жал ева се помалку ученици можеме да примаме. Сега веќе дури и 4 колеги сме, така да баш има доста интерес за инструментот, што ми е навистина мило, затоа што порано немаше познавање доволно за инструментот. Кога ќе кажевме на некое дете дека треба виолончело да свири, тоа беше казна за детето. Сега веќе го познаваат инструментот и мило ми е што е така. Како почнавте со Ева? Забележавте ли дека има талент за виолончело или вие како професорка можете ли да ги упатите студентите, да им кажете па добро, сега баш не ти лежи виолончело, пробај некој друг инструмент или обратно. Ти лежи виолончело, пробај да свириш на виолончело. Како беше примерот со Ева? Па веднаш покажа талент? Да, веднаш покажа. Како што кажав, од мала беше зрела, послушна, се што ќе се кажеше на часот, веќе наредниот час беше тоа направено и за еден професор е тоа огромна предност. Да. Ева, колку е важна дисциплината? Ева, професорката вели дека си била многу дисциплинирана, се слушала на часови за да се совладае еден инструмент. Дали е тоа пресудна дисциплина, вежбање дома, посветеност на инструментот, за да се стигне до еден солистички концерт, верувам, треба и жртва.
да не се излегува, нели да касно да не се оди надвор. Да, дефинитивно според мене дисциплината е најбитна. Мора секојдневно да се вежба овој инструмент, бидејќи како што викаат тоа ти е како најдобар другарка и веднаш може да ти се налути ако еден ден не му посветиш внимание. Така. Да споменаме дека имаш и многу награди, не само на домашна сцена, имаш и надвор од нашата граница. Имам над 30 награди. И во Македонија и надвор од Македонија, интернационални и секоја ми е многу значителна. Така да прашав, имаш некоја посебно драга награда која што имаш усвоена? Па оваа година освоив лауреат 3 и 100 поени на интернационалниот надпревар по лихимнија. Исто така во Бања Ковилјача освоив 100 поени прво место и со огромна конкуренција што беше навистина тежок надпревар. Браво. Да. Браво, ево, што да кажеме друго, освен ќе ги следиме твоите светски успеси, бидејќи веќе владееш на нашата домашна сцена, ќе се подготвили професорке нов концерт, ева, без разлика, дали заедно, дали можеби со уште некои други музичари на сцена, има ли нешто летово на поведа? Летово ќе одам во еден оркестар во Словенија, ќе правим некоја тура во Европа, но концерти мои солистички нема да имам, од септември ќе понатаму, да. Професорке, нешто ново да најавиме од школото, училиштето Илија Николовски? Па сега летово планираме, јас постојано гледам да ги мотивирам децата, им треба мотивација, тоа мислам дека еден од патот до успехот, така да сега летово имаме семинар во Охрид со една професорка од Нови Сад, Јудит. Сега за сега тоа, приемни испити имаме, периодов што следи испити, малку да се одморат летото и од септември со нови сили. Јас се благодарам за одвоеното време. Ева е одличен пример за тоа како треба една млада девојка на 16 години да го живее животот, да си работи тоа што го сака, да биде вредна, дисциплинирана, како што пофали професорката. Ева совет за крај до нашите помлади гледачи кои што се од прилика на твоја возраст, што ќе им кажеш кога музиката во браш? Па би ги посеветувала да прават тоа што го сакаат, да што го сакаат и дисциплинирани. да не се откажуваат од нивниот сон и секојдневно да се борат кон да го постигнат тој успех што се го замислиле. И телефоните да ги заменат со некој инструмент по можност. Одлично, тоа е одличен совет. Професорке, телефоните да се заменат со инструмент, сите посреќни ќе бидат, верувам. Ви благодарам уште еднаш, да гледаме повторно. Чао. Чао.